До крајот на неделата ќе се одржи првата владина седница. Меѓу првите одлуки ќе биде линеарното зголемување на пензиите, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Започнуваме да работиме и на новото законско решение за линеарно зголемување на пензиите за пензионерите, она кое што го ветивме во предизборието. Во првата година да имаме линеарно зголемување за секој еден пензионер од 5000 денари на нивната пензија, така што започнуваме со министерот за социјална политика, демографија и млади, господинот Фатмир Лимани, со министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Во текот на утрешниот или денот потоа веќе ќе имаме еден работен состанок кај мене. Мицкоски денес потврди дека следува голема енергетска инвестиција вредна околу 450 милиони евра за изградба на ветерници. Да, тоа е проект кој што утре ќе го објавиме, тоа е ветерен парк кој што ќе биде изграден на тромеѓието помеѓу трите општини Карбенци, Штип и Радовиш, ветерен парк кој што ќе има вредност на самата инвестиција помеѓу 400 и 450 милиони евра. Она кое што е многу важно е исто така да се напомене дека тоа ќе донесе за граѓаните и за бруто домашниот производ дополнителни 100 милиони евра годишно. Нешто кое што до сега недостасуваше. Нешто кое што треба да донесе 20% од вкупното производство на струја и ќе ја направи нашата држава енергетски балансирана, да не бидеме увозно зависни, туку колку што произведуваме, толку и да трошиме. Покрај овие, Мицкоски најави и други инвестиции кои ќе го променат економскиот амбиент во државата. За општините вети 250 милиони евра за 4 години, од кои Штип ќе добива 6 милиони евра годишно, Свети Николе помеѓу 1,5 милион до 2 и Карбинци околу 600.000 евра.